Здраво, ова е 423-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Invite од Оливија Уайлд, во кој станува збор за немирните брачни води на Џо и Анџела, глумени од Сет Роган и Оливија Уайлд. Тие ги покануваат на вечера нивните енигматични соседи од горниот кат, Пина и Хок, глумени од Пенелопе Круз и Едвард Нортон, но ноќта ситуациите излегуваат во од контрола и Џо и Анџела добиваат понуда каква што не очекувале, но секако дека се заинтригирани од нивните авантуристички соседи. Најпрвин, морам да посочам дека во прашање е американски ремейк заснован на шпанскиот филм кој се појави за време на пандемијата, гласеше Sentimental, или ако повеќе милувате The People Upstairs, како што беше интернационално дистрибуиран. Уште еден чинител кој неволно ме доближува до декларацијата дека клиентелистичкиот холивудски систем е пресушен со идеи и ако сака да обстои, мора да абсорбира од европскиот филм, од независниот филм, да краде инвентивност каде ќе стигне, за да може да преживее. Оваа согледба ниту е некаква новина, ниту куриозитет, бидејќи од секојаш вампиристички бил односот на големите продукции со помалите авторски дела, но во случајот на The Invite можам да воочам неколку идејни решенија со кои се возобновува основната материја. Не смее да се занемари појдолната точка дека максимално се искористени заврзламите во кои не вовлекуваат модерните уреди, како што се велосипедите на склопување и камерата на шпионка, се прави еден смел чекор напред и не останува само да се вербализира поканата за куплерај, туку се прави и обид за реализирање на меѓусебен сексуален чин, додека пак болката во грбот на професорот по музика е искористена како чеховиот пиштол во моментот кога треба да испука. Несомнено дека има диференцијација меѓу шпанската и американската варијација на адаптираното сценарио на Рашита Джонс и Вил Маккормак и на ниво на актерска изведба. Имено, Џо и Анџела има толку бурни расправи и се прегласни до тој степен што не се слушуваат меѓу себе каде се наталожила болката, разочарувањето и безволноста во себе, па ако гостите се прегласни во изведбата на нивните оргазми, во што може да се увери цела зграда, Џо и Анџела за емништото го трошат исклучиво на кавги. Верзијата на Анџела која ја глуми Уайлд е драстично поанксиозна од незините колешки од светот, која се обидува да компензира со гостопримството и да ги импресионира гостите со незиниот вкус за храна и декорација на интериерот, покажувајќи се во идеализирано светло кое е далеку од вистинското. Роган конечно најде сериозен филм во кој карактеристиките на ликот да каже што на ум тоа на друм и да пуши кога ќе му се присака да најдат своја ефективна примена. Сепак двајцата партнери имаат вина за дисфункцијата на нивниот брачен завет, како што ќе дознаеме од нивната нагласена зборовна преписка во која се упростува елаборацијата за да му се сервира на и неуспешен поп-панкер кој не ни свири, туку предава музика на ученици кои не се грижат за неа, додека пак Анџела не ги реализирала незините ликовни аспирации и се повлекла о совршеното уредување на затворската ќелија која ја нарекуваат дом. Не дека нема месо и во ликовите на Пина и Хок, само што е вегетаријанско, кои исто така понесуваат со себе идолизирана фасада, глумејќи олицетворение на прогресивен пар, едната како типизирана екзотична шпањолка, а другиот како Хауард, кој сака да биде Хок. Само иницијативните игри на заведувањата се директни во овој филм меѓу Хок и Анџела, односно Џо и Пина, поради своевидното испреплетување на заедничките интереси. Уайлд во незиниот епилог е категорична и сосема поразличен пристап има за разлика од оригиналниот шпански филм, каде има повеќе елементи кои сугерираат поразличен исход, на кој исто така се наклонува и Роган во неговите интервјуа, но Уайлд е децидна во незиниот избор за судбината на парот и тоа е доследно на незините дефетистички гледишта на брачната заедница воопшто. Во првиот обид да се сними филмот биле инволвирани и Еми Адамс, Пол Род и Теса Томсон, релација во дадените временски рамки и по глумењето на себе си во одличната серија The Studio, Оливија го најмува Роган и не греши во таа одлука. Значи, да сумираме, Sentimental е оригиналната шпанска адаптација на драмскиот текст од пиесата на Чеш Кей од 2020 година, а потоа снимени се италијанската верзија Vicini di Casa од 2022, германската The Neighbors from Upstairs од 2023, француската Maybe More, руската
Неприличние гости и чешката В добрем и злем од 2024 година, корејската The People Upstairs од 2025, а оваа година се очекуваат и португалската O Pecado Mora em Cima и холандската De Bovenburen. Најсоодветна паралела со пристапувањето на ремейкувањето на овој филм можам да повлечам со еден друг ремейкуван филм кој помина низ наведум сличен процес кој го анализирав пред неколку години во видеологија, односно Perfect Strangers од 2016 година, кој исто така доби неколку различни јазични итерации, содржаше возрасни ликови кои една ноќ одлучуваат да си ги споделат своите тајновити пориви, но преку играта на заменети мобилни телефони, а во случајот на The Invite само иницијативно се споделува потребата од оргијашење како игра за возрастни. Доколку започнам да ги набројувам сите филмови со грст ликови во една просторија, нема да има крај епизодата, иако најочигледни ми се Carnage, Mess, Bob and Carol and Ted and Ellis, до Who's Afraid of Virginia Woolf, но ако преминам на жанровските изданија, има поджанрови на хорор филмот кои се составени исклучиво од ликови заглавени во една просторија од која не може да излезат, како The Last House, Exam, The Killing Room, Fermat's Room, 10 по 10, The Immaculate Room, Brick, Nine Dead, Vivarium, Elevator, Pack, Circle. Може да се вратиме до Cube и The Langoliers, но не мора да застрануваме, туку корисно е да останеме на конципирањето на грст ликови од камерна екипа кои се наоѓаат во еден стан и не може да ги избегнат репресираните животни проблеми и мора да се соочат со истите во судната ноќ кога се одвива действието. Кинематограферот на Еуфорија и The Last Black Man in San Francisco, Адам Ньюпорт Бера, се соочи со неблагодарната околност да мора да ги искористи сите лимитирани кадри што може да ги направи во интериерот на 4 ѕида, во постојана спрега да изгледа делото како филм, а не како епизода од серија, телевизиски филм или кадриран драмски текст. Може би во поповолна позиција се наоѓаат монтажерот на The Great и VIP Ентони Бойс и монтажерот на филмовите на Јоргос Лантимос, односно Јоргос Мавропсаридис, кои со приземјената изведба на тенките ликови на Нортон и Круси и нагласената на Роган и Вайлд, имаат поразноврсни елементи за флуктуирање на действието и дозирањето со изненадувањата кои настануваат од понудите кои се даваат за време на престојот кај Џо и Анџела, балансирајќи о хуморот и драмата во драмедијата меѓу екстровертите и интровертите. Композиторот на Queen and Slim, Девонте Хайнс, ја нагласува гудачката свита насреде расправиите, во миговите кога споделуваат интима Хок и Анџела, ги наметнува гудачките аранжмани да заголицкаат, односно да иницираат некакво раѓање на обостран сентимент, што значи дека музичките вињети се во линија на действието, но исто така се секундарни, затоа што оркестарот всушност го сочинуваат гласовите на четворката во нагласените диалошки сцени, каде музиката нема голем удел. Иако Оливија Уайлд ја запознавме како актерката во раните 2000-ти години, особено кога се проби како студентката 13 во ТВ серијата Хаус, но во 2010-тите таа застана и зад камерата, режирајќи го најпрвин краткиот филм за животот по раскинувањето во Free Hugs од 2011 година, пред да го повлече светското внимание со Coming of Age долгометражното деби Booksmart од 2019 година, кој имаше премиера на South by Southwest и собра номинација на сите престижни церемонии на награди. Неколку месеци пред пандемијата сними 10-минутна реклама за Хапек, каде Маргарет Куали се буди во дигиталниот свет и се обиде да стапи во контакт со човекот зад екранот и се препушти на убавините на живеењето во краткиот Wake Up и налик нејзините колеги режисери и дебитанти кои ги снимаат своите први филмови со нивните непосредни пријатели, и Уайлд го правеше истото, само што нејзини пријатели се познати актери и може да состави техничка екипа од најискусните мајстори на занаетот во Холивуд, така што исто е, ама не е исто. Единствениот нејзин претходен филм, кој може би беше најблиску да го селектирам во видеологија, што не го направив, туку го рецензира во Дансе Макабра, беше нејзиниот втор долг Don't Worry Darling од 2022 година. СФ утопијата за идеалното градче во кое нештата не изгледаат така како што се прикажува среќните семејства во предградието на совршената Американа, кој беше награден во Венеција. Наредната година од неја очекуваме уште една драмедија која гласи Ноти со Дженифер Анистон и Питер Динклич, во кој една мајка ќе го побара Дедо Мраз да сведочи во сослушувањето за добивање старателство врз синот од поранешниот сопруг, а после тоа наводно ќе ги адаптира авантурите на хероината од стриповите Авенџелин.
Од скромното режисерско портфолио може да заклучиме дека ја интересираат филмови во кои се надзираат пукнатините на американската семејна заедница, преку прашањата колку го познаваме нашиот избраник, дали се лечат брачните рани со лаги или ќе еруптира потиснатото кога ќе нема место повеќе за складирање, се прашања кои ги истражува преку дисфункционалните врски на ликовите во нејзините филмови. Судејќи според досегашниот опус, се сомневам дека во иднина ќе може да се вброи некој иден филм на Уайлд во видеологија, од простата причина што кога ќе ви кажам дека некој филм е нејзин, дали ќе ви падне на памет некој препознатлив нејзин ракурс, односно стилско решение кое би било синоним за неа, се разбира дека нема и тоа е така затоа што важно е да се снимаат туѓите сценарија кои ги екранизира, артистичките изразни средства се лимитирани и се подпираат на искуството на соработниците, наместо да наметне таа собствен препознатлив белег, кој точно е дека е на зачетокот на кариерата и не треба да се очекува тоа од неа, ама ако не видовме никулци досега, нема ни да видиме од сега. Баш би сакал времето да покаже дека грешам, ќе ми отвори работа во емисијата и сите ќе имаме добивка од евентуален квалитет на нејзините забавни филмови, во кои сите ќе се препознаеме во некој од нејзините ликови, во кошмарното брачно крстарење низ животот, односно отслужување на брачната казна во менажеријата на домот, при бракови изгорени како и самото суфле во филмот. Филмот имаше својата премиера на Sundance и пролетта играше на неколку американски фестивали, пред A24 да победи во борбата за купување на правата на филмот и да го почне да прикажува ширум киносалите во Америка, а во Европа играше во Локарно и Сан Себастијан, додека пак Уайлд има изјавено дека денес во САД дистрибутерите даваат подкуп да не го емитуваат филмот во кино, туку да го погребат на стриминг платформите, со што би добиле поголеми бонуси финансиерите, па затоа се одлучила да оди со A24 и за буџетот од $12 милиони да заработи $47 милиони на бокс офисот, а секако голем удел има и звездената актерска екипа која стои зад филмот во секој кадар. Американски ремейк на шпанската драмедија за поканата во својот дом на соседите, како гости со авантуристички сексуален живот, чија што покана за приклучување во активностите и упатена кон брачниот пар, кој одамна заборавил дека е учесник во брачната заедница и дозволиле самите партнери да станат странци во сопствениот дом. Ако морам да го еволуирам, тогаш The Invite од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 423-тото издание на дигиталната архива видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!